До крајот на неделава водата во Гостивар ќе може да се користи за пиење и за подготвување на храна. Ова се очекувањата на министерот за здравство Сашо Клековски, кој информираше дека денеска се регистрирани 71 нов пациент. Според него намалување на бројката е резултат на подобрување на водата во градскиот водовод и веќе неколку дена таа се хлорира соодветно. Параметрите се подобруваат, а министерот верува дека водата ќе биде безбедна до крајот на неделата, иако одлуката треба да биде донесена од управувачкиот комитет. Верувам, да. Бидејќи нивото на резидуален хлор е веќе подобрено, преземени се мерки за обезбедување на каптажата, преземени се други мерки, подобрено е хлорирањето, контролата на системот, така да очекувам дека ќе биде. Премиерот Христијан Мицкоски не го дели оптимизмот на министерот Клековски и изјави дека уште некое време водата ќе биде техничка. Се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат и откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење. Од СДСМ бараат политичка и кривична одговорност. Јавноста и денес нема добиено, нема видено официјален потпишан извештај за анализите на така наречената техничка вода. Кој институт ги изработил анализите? Кој го потпишал извештајот? Кој ја одобрил употребата на водата? Врз основа на кои параметри е утврдено дека водата е безбедна? И од независниот синдикат на државната администрација во име на нивните членови и граѓани на Гостивар побараа надпартиско действување владење на правото и одговорност. Владата на 21 јули прогласи кризна состојба во Гостивар. Министерот за одбрана Владо Мисајловски изјави дека армијата останува во градот и ќе им помага на гостиварци се додека има потреба. Формален крај на епидемијата ќе биде прогласен кога ќе се утврди дека нема случаи поврзани со градскиот водовод.